Светата православна црква има определено задушници, односно денови во годината кога заедно соборно треба да се помолиме за покој на душите на нашите починати. Покрај духовденската и предвеликденските пости, една недела пред празникот на светиот великомаченик Димитрий, ни предстои така наречената Митровденска задушница. Што треба да донесат верниците во спомен на починатите на нивните вечни почивалишта? Апелираме до сите наши благочестиви христијани да дојдат на гробните места, да донесат вино, пченица, свеќи, да повикат свештеник да се помоли заедно со нив за покој на душата на нашите покојни, бидејќи тоа е потребно за нивните души. Да се носи помалку храна, а да се молиме повеќе на Бога за покој на душите, апелираат од Брегалничката митрополија. Подобро ќе биде, сите знаеме кај нас во околината дека има некои сиромаси, дека има луѓе што се социјално ранливи. Подобро ќе биде ним да им дадеме храна за ден-два да имаат, повише тие ќе бидат благодарни и на Бога, а и ќе ги спомнуваат упокоените, отколку да претеруваме со носење храна, а потоа пола и повеќе да ја фрлеме во контейнерите. Затоа апелирам, колку е можно помалку да се носи храна, а колку е можно повеќе да се молиме на Бога за покој на душите. Годинава за Митровденската задушница малиот помен, односно трисагиите на штипските гробишта, ќе се вршат по распоред. Во петок од 14 часот, се додека дозволуваат временските услови, тоест додека до 17:30, свештениците сите ќе бидат на новите гробишта познати кај народот, или еве градската капела, од капелата па нагоре и делот кај што е паркинг просторот, малата парцеличка. Значи, над капелата, овие гробишта ќе бидат сите свештеници во петок, од 14 часот па понатаму. Со тоа што нагласуваме дека оние што нема да можат во сабота да дојдат, во петок ќе има и дежурен свештеник во црквата Свети Никола, за да можат да дојдат да си направат спомен за покој на душите. Во сабота од 8 до 12 часот, свештените лица ќе бидат кај така наречените радовишки гробишта и делот на старите. Во сабота веќе, од сабајле, од 8 часот па до кај 11-12 ќе бидеме познато кај народот старите гробишта, значи под капелата и црквата, старите гробишта и овие најнови парцели што ги викаме Радовишки пат. Сите оние што нема да можат да дојдат во сабота, во петок, тоест на оваа парцела, ќе има дежурен свештеник во сабота во градската црква што ќе може да им обслужи на нашите христијани.